Православните верници денес го празнуваат првиот петок по Христовото воскресение, источен петок Балаклија. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја и се слават сите извори на вода во светот. Централното одбележување на патрониот празник се одржа во црквата Света Богородица во Тетово, пред бројните верници со светата архиерејска литургија, чино началствуваше архиепископот Охридски македонски господин Стефан, заедно со митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, во сослужение со свештенослужители од Тетовското архиерејско намесништво. Пред присутните верници архиепископот Охридски македонски господин Стефан порача да размислуваме за христијанските придобивки со нашиот живот и нашите дела, да потврдуваме дека воскресението живее и во нашите души, дека сме народ на верата и народ на Бога. Честопати размислувам за нас, за нашиот народ, размислувам за карактерот, за менталитетот наш. И ние, но особено други, забележале дека сме добродушен, дека сме кроток, дека сме гостопримлив народ. За други сме подготвени да дадеме се што имаме и лебот од устата што вели народот да го поделиме со други. Од кај нас, од Македонија, гладен и жеден, никој не си отишол. За други сме подготвени да дадеме и од она што малку и за себе имаме. Тоа веројатно најмногу е поради христијанското во нас, поради евангелското во душата на македонскиот човек. Но има и нешто за кое треба да се прашуваме и зошто е така. Имено сосема сме други кога во прашање се меѓусебните, кога во прашање се нашите македонски односи, нашите македонски работи. Ништо меѓу нас или многу тешко ги договараме и решаваме работите, па дури оние што се од национален или државен интерес. Дури за духовните, за црковните работи, кога расправаме, ќе речам, најпрво го гледаме личниот или партискиот, а не заедничкиот интерес, го гледаме личното и сегашното убедување, а не она што е вековно присутно и меѓу нашиот народ и меѓу поголемиот број цивилизирани народи. Па на Македонија, ако и го одземеме или не признаеме христијанското, што ќе остане од неа? Ако имаме нешто со кое можеме да се гордееме, е нашето духовно, нашето христијанско наследство, тогаш со која логика, еве ќе прашам, се уште некои се противат на задолжителното воведување на веронауката, се противат на можноста младите генерации да ја знаат верата на нашите постари, да знаат што е ова што е создавано на христијански основи во Македонија. Во текот на богослужбата верниците се поклонуваа пред иконата на Пресвета Богородица, според традицијата оставајќи црвено великденско јајце. Според црковните обичаи, во дворот на црквата Пресвета Богородица, владиката господин Јосиф ја освети водата, која верниците потоа ја пијат за здравје. Нам ни подари живот вечен, се поклонуваме на Неговото тридневно воскресение. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! За новогодинен е празник, да сте сега да Тетовци традицијата за овој празник ја негуваат со години, така што на овој ден секогаш доаѓаат во светиот храм Света Богородица. Доаѓаме стално, многу е убаво, има закон. Го поштуваме законот, еве се крчкаме на крај со јајца, а и црквата, народот што ги носи јајцата, ги поделува после на народот. До денеска се осветуваат водите? Да, се осветуваат водите.
се дава нафора. Еве, денеска присуствуваше и поглаварот господин Стефан и многу беше свечано, многу беше убаво. Овај храм некако Богородица не влече годиништа, така е адетот овде. Ако не дојдеме во оваа црква, мислим како така, тоа е со години се прославува за многу години, да ни е вековит и вечен, со владиката ете што дојде не израдува, секоја година све повесело и поубаво да ни биде. Амин. Да, се навечер си иде четвртокот, кој може, дека сега со обврски со работи и кој може поручек си иде, има овде многу убаво се прави, јадат јајца, кадет се кршкаат, така и другиот ден исто за здравје се делат, еве, се принесуваат тоа лебови, погачи, кој како си има ветено и за здравје се продаваат разни ствари. Одбележувањето на празникот во единствената црква во овој крај подигната во слава и чест на чудесата на Мајката Божја започна уште вчера попладне, кога стотици верници пристигнуваа во црквата, која го чествуваше патрониот празник. Според традицијата, по богослужбата верниците остануваат во црковниот двор.